Добро вечер. По 12 дена штрајк од 11 април, денеска СОНК го стави во мирување, се разбира, по сила на закон, штрајкот во образованието. Министерството тактизираше доволно долго со некакви пораки дека би сакале тој социјален диалог да се одвива во мир, да имаат разбирање двете страни за позициите кои ќе ги изнесат во преговорите, но при тоа најголемата штета да не ја платат учениците од таа полемика во која дури Министерството за образование тврди дека апсолутно ги разбира потребите на образовниот кадар во македонското образование, но пари се има еднаш за 10%, па една недела подоцна може би и за 12. СОНК сметаше дека е набезбедно. Штрајкот е организиран хоризонтално, тврдеа, и затоа раководството која доаѓа на масата да преговара во Министерството за образование може само да ги собере предлозите и повторно да ги тестира меѓу своите членки. Законот не вели баш така. И можеби министерот за образование, не читајќи ги целосно сите членови на законот, всушност разговарал на масата со некои кои ќе бидат само диспечери на предлозите, иако законите обврзуваат за тоа да се има полномошно и да се легитимирате во преговорите дека вие сте тие што можете да ја донесете одлуката. Денеска пресврт. Искористен е еден сосема друг закон за кој досега не зборуваа ниту едната, ниту другата страна. Учениците од утре ќе се вратат на училиште. СОНК јасно вели дека ги консултирал правните експерти и сваќаат дека се во проблем доколку настојчиво продолжат со штрајкот. Законот во таа смисла е исклучив. Додека трае постапката за мирно решавање на спорот, штрајкот мора да биде во мирување. Но тука некаде отпочнува сега расправата толку брзо во истиот ден кога прекинува штрајкот, дали всушност институциите, па вклучително и СОНК, воопшто се ги читаат законите за да можеме да поминеме низ ваков галиматијас, од кој секако и денеска можеме да потврдиме штети има. И за учениците, но во исто време и за оние кои што штрајкуваа, бидејќи на крајот ќе остане нејасно на чија адреса ќе отиде штетата, доколку Министерството за труд и социјална политика остане на ставот на кој што го обврзува законот, а колективниот договор на СОНК и Министерството за образование не предвидува поинаква опција, тоа значи во околности на штрајк за зголемени права на работниците се плаќаат само придонесите на основната плата. Се разбира, СОНК денеска вели дека се задоволни и дека можеби тоа прекинување на штрајкот ќе биде наградено со добра волја на другата страна и дека дневниците на оние кои што штрајкуваа сепак ќе бидат исплатени. Тоа е дел од прашањето за штетите, но еднакво и за оние кои што ги газат календарите кои ги обврзуваат децата за упис, за матура, ќе треба да претрпат одредени корекции. Вечер разговарам со министерот за образование Јетон Шакири. Добро вечер. Добро вечер. Ви благодарам за поканата. Зошто им се заблагодарувате денеска во соопштение и изразувате задоволство од одлуката на СОНК да го прекине штрајкот, ако тоа е автоматска обврска која произлекува од законот за мирно решавање на работните спорови? Навистина, овој процес беше многу важен за нас, за мене лично како министерство, за и целото општество кај нас, заради тоа што почнавме преговори, во кои преговори сите ги знаевме економските околности кога беа почнати овие преговори. Од многу работи се случија за брзо време. Окажувам ова работа заради тоа што како нова влада почна преговорите за минимална плата, после тоа официјалното барање кое беше доставено во почетокот на месец март од страната на СОНК во Министерството за образование и наука, на неколку состаноци, во тие состаноци се отворија дискусии. Јас како министер за образование и наука дека почнуваме отвораме тема за дискусија која не е отворена повеќе од 11 години, или кога е последниот колективен договор 2010 година, 12 години. И за која тема од страната на владата, иако сме во некои околности кои не се прифатени, економски околности,
имаше од почеток позитивна енергија за да го следиме чекорот со покачување после минималната плата и со другите плати што се однесува конкретно во секторот основно и средно образование. Од прв момент, неколку пати сум го кажал, дека од СОНК да се почитуваше членот 8а од Законот за минимална плата, кој предвидува усогласување на минималната плата со другите плати во рок од 6 месеци, мислам дека тие што најмалку се спомнати од страната на СОНК или од страната на тие што се вклучија во штрајкот учениците, немаше да ги има овие последници кои сега моментално ги имаме. И после тие чекори кои беа преземени конкретни состаноци, знае целата јавност како се одвиваше. Ние имавме... Министре, толкувањето на тоа, дали ќе чекаат 6 месеци или не, дали ќе се одлучат на друг тип на динамика, не е нешто што може да ги спречи. Јас имам разбирање, ние конзумираме секој ден дека е тоа делумно политички мотивирано, па вие давате изјави, кога се сеќавате последен пат во април да имало штрајк, па мириса тоа на политички притисок. Се е тоа непријатна околина на еден процес во кој на крајот, дали тие избрале во април, дали е тоа политички мотивирано, дали сакале да чекаат новата методологија и согласувањето, нив не ги спречува да донесат одлука дека сакат да тргнат во преговарање со вас. Сега вистинското прашање од денешното финале е зошто Јетон Шакири не ги читал подобро законите и пред да настапи штрајкот да побера да ги користи услугите од овој закон. Тоа значи да отпочнете со мирно решавање на спорот, кој всушност во околности, ако не е почнат штрајкот, не дозволува да почне, тоа го регулира Законот за работни односи, а доколку отпочнат штрајкот, еве дури и на 11 март, Законот вели сосема поинаку. Тоа е прилично исклучив, во членот 18 ги штити дејностите кои што се од општ интерес. Граѓаните ако отворат, пресметав дека се на се во тие области кои штитат јавен интерес, штрајк би можел да не трае повеќе од 3 дена, бидејќи ако вие не поднесете барање по службена должност, после еден ден доколку постои штрајк во институциите кои се од општи интерес, Министерството за труд по службена должност треба да ја покрене постапката за мирно решавање на спорот, што автоматски штрајкот го става во мирување. Значи, ова долго го наброев, затоа што вечерва би сакала да речам дека институциите заборавиле на законите. Не, јас не би го кажал истото. Зошто го кажувам ова? Заради тоа што и после почетокот на штрајкот, јас од мојот кабинет овие законски решенија ги знаевме, но кога се работи за социјални партнери во разговори кои имаат претходни добри искуства во решавање на исти вакви ситуации, каде што имаме претходно позитивно решавање 2018, 2019, но последното со спогодба подпишена од страната на претходниот министер и од делот на СОНК, јас очекував дека за овие работи ќе имаме позитивно решавање на целосната ова дискусија која беше отворена заради Мене не ме интересира вашиот вкус колку доволно долго, вас ви е долго или кратко. Законот е изричит. Член 18 од овој кој што ви го цитирам и член 19 кој што вели ако двете страни заеднички не аплицирате за таа постапка за мирно решавање на спорот, Министерството за труд е должно во рок од 2 дена на спорот или штрајкот по службена должност да ја покрене постапката и да одреди помирувач. И точка. Што вас ви се чини? Јас можам да речам дека сте наивен. Јаким Неделков сменил 10 министри. И предпоставам дека е поискусен од вас кој доправа ги одите овие патеки да чека како вие толерантно разбирате штрајк во образование. Не, секогаш сме разбирале за доброто во овој на процес на преговори. Кога го кажувам ова, го кажувам во врска со тоа дека без разлика кој подобро во конкретната ситуација, но сега и после денешниот ден гледаме дека имаат реакции на тоа дека зошто е постапено по оваа насока.
Од кого реакција? Па гледам реакции од наставници, гледам реакции од граѓани кои во конкретниот ситуација ние пак бараме мирно решавање, но без и неколку пати, што значи дека без законски, но јас неколку пати во неколку наврати сум се обратил и целата јавност знае дека ние може да отвараме дискусии за овие работи, но да имаат настава. Вие ги заборавате вашите соопштенија? Вие, например, им пишувавте, ако ова продолжи, ако директорите не организираат настава, ќе сносат одговорност, па потоа јавно се определувавте дека не мислите на кривична одговорност, туку мислите така, како некакво општо место одговорност, би требало да се срамат. Па можевте да користите одредби од друг закон, да имате заменски наставници. За тоа ќе треба да се спорите со локалната самоуправа, затоа што се овие во надležност. Пак доаѓаме до политика дека таму каде што се од ВМРО градоначалниците, веројатно ќе го заушат вашето барење. Но зошто тој долг пат, нели чувствувате одговорност, тоа што сега ме велите дека за овие решенија знаев и пред 10 дена? Зошто не применивте ни едно од овие? Па ние бевме близко решение. И последното што беше состанокот, каде што беа представници од Европската конфедерација на образование, договорот согласноста се постигна помеѓу СОНК и помеѓу членови што бевме тука во дискусија. И затоа јас уште неколку пати нашиот предлог од страната на СОНК очекувавме одговор дека треба да одлучуваме за ова во недела. Во другата прилика одлучивме дека се е завршено и пак излезе нешто друго. Па после ова, јас без разлика на сите околности одлучив да постапам тоа што беше законот за мирно решавање на одредени конфликти во ситуацијата. Сега не сум сигурна дали се разбираме. Еве да речеме дека вие можеби сте можели да правите вакви проценки. Всушност СОНК ви е клучната партнерска организација. Во новиот колективен договор веројатно ќе сакате да го проширите полето. За што разговарате? Вие би сакале да останете во добра релација. Но јас кога ви ги цитирам овие членови, повеќе сакам да ви речам дали ја прашавте вашата колешка во Министерството за труд, во чија што надлежност по службена должност е превземањето и штитењето на општиот интерес опишан во радиодифузија, водостопанство, енергетика, здравство, полиција, одбрана и образование. Значи, ако постапело во рок од 2 дена од настанувањето на спорот или штрајкот по службена должност Министерството за труд, овие последици и впечатоци, вие ќе бидевте заштитени од таа, да речеме, лоша конекција со СОНК, но работите ќе бидеа ставени на шини. И штрајк немаше да има. И последици немаше да има. Па пак ќе беше текот на преговори на овие и истото време. Кое е исто време? Само по истиот време текот на преговори што ги имаме помеѓу двете страни, ние пак ќе треба да продолжиме со СОНК. Во оваа дискусија се отворени неколку дискусии, зашто јас како што спомнав... Кое исто време, не ве разбирам. Не, во ситуацијата која вие го кажувате, и во консултација со Министерството за труд и социјална политика, како што е постапено денеска. Јас во овој цел претходен процес кажувам дека ние сакавме како социјални партнери во тој разговор да бевме близко на решавање на овој, да не го кажам конфликт, на ова барање што доаѓа од страната на СОНК. И мислам дека и после, и ако бевме во претходна ситуација, тоа што беше во делот на СОНК, мислам дека и во оваа ситуација сите треба да ги гледаме правата и обврските кои ги имаме. Делот Министерството, делот од СОНК и другите институции. Но мислам дека решавање на оваа ситуација јас очекував во добар разговор помеѓу двете страни, и тоа го кажувам јавно, дека во тој разговор ние ќе треба да го продолжиме понатака, дека како социјални партнери во разговорот, дека не треба да застануваме тука. Ова е еден дел и една дискусија која за многу брзо време се случија многу работи. И затоа мислам дека ова можеби дека ми звуча тоа како флоскули. Се обидувам да издвојам. Зошто денеска ние не сме ја виделе кореспонденцијата? Зошто денеска Јаким Неделков се повикува на 20 дена рок во кој што треба да се договорите? Се повикува сигурно на законот за мирно решавање на одредени конфликти кога се... А вие кога се повикувате на законот, што велите? Ние побаравме
од Министерството за труд и социјална политика да одбери помирувач во конкретна ситуација која го имат известено СОНК. И знаете ли за колку време треба да заврши тоа? Во рок од 10 дена и во другиот период имаме и друг плюс 10 дена што кажа дека 20 во арбитражно решавање на конфликт. Некои од модалитетите, ако бевте креативни, можевте да ги користите. Јас морав на брзина оваа попладна сега другите елементи за опцијата за која вие се одредувате да ги проверувам, а претходно бев сигурна дека можеби имам добра трага и добри прашања за тоа дека сте мрзливи, не чините ништо во смисла на креативно толкување на законот, а упориштето може да бидат повеќе закони. Првенствено тој за работни односи, неговиот член 236, кој што став 3, кој што штрајкот го става во мирување, ако навреме отпочневте постапката, меѓу другото вас ви припаѓа и правото да барате итна судска забрана за штрајкот. Можевте да пробате било што, но не пробавте ништо, верувавте дека ќе се договорите. И тоа е веројатно големата лекција од првите 100 дена и цената на вашата наивност и неискуство. Не е страшно, добро. Не, навистина не бих сакал тоа да го кажам, заради тоа што ние постигнавме во текот на преговори многу добри работи се дискутира во оваа работа, кој за прв пат се отворија дека нешто позитивно ќе биде во колективните договори, К15, регресна плата, ќе се вратат делот на трошоците кои беа за наставниците, но и ова што вие го кажувате без разлика што во конкретната ситуација, но добрата страна на решавање на конфликтот, јас сум сакал дека, пак го кажувам, дека ги почитував наставниците, го почитував образовниот процес, ги почитував СОНК и од првиот ден влегувајќи во преговори сум бил отворен на тоа дека како социјални партнери да најдеме решение. Но во тоа што и вие го кажавте, дека после одредениот временски период, можеби јас многу сум верувал во процесот на преговори со СОНК, но мојата доверба беше во тоа дека ние имавме прилика во оваа ситуација од претходните искуства кога процентот 10 беше највисок процент на покачување на плата во сектор основно и средно образование, мислев и имав доверба дека процесот ќе го завршиме позитивно. Може да се чувствувате лошо како човек, на тоа имате право. Да се чувствувате изневерен дека во празничен ден останувате, преговарате со СОНК подолго време во понеделник. Изгледа дека се е во ред, дека од вторник децата се враќаат на училиште. Председателот на СОНК вели со задоволство, може да рече дека сте постигнале договор, дека успеале да го извлечат максимумот, за после неполни 24 часа да објават дека нема ништо од договорот, бидејќи членките не се согласуваат. Јас повторно ме враќам на членовите во законот, кои што велат дека не седнувате со пренесувачи на пошта. Тие мора да имат полномошно, тие мора да бидат овластени, ако се колективно тело кое представува како што е синдикатот, мора да имат одлука од надлежен орган. Да. Значи ве изиграле. Не можам тоа да го кажам заради тоа што во разговорите секогаш беа вклучени председателот на СОНК и заменици три заменици кои беа на председателот од СОНК. Во тие разговори, кога тие бара од нашата страна и тие се представници од СОНК, тие секогаш и последниот состанок се повикува дека јас знам дека имаше советот на СОНК и одборот на штрајк, што како органи не сум побарал информација кои се тие луѓе, но имав доверба на луѓето кои се во процесот на разговор и секогаш тие се повикува зашто во оваа ситуација има различни начини на организација на штрајкот, според нивните податоци, информации, дека го имат организирано со мислење, земајќи од делот на членовите кои се од СОНК, после тоа мислење од членовите одобрено од Советот на СОНК, се донесува одлука. А тоа може да е игра која кај вас успеала. Законот не вели така. Кога седнуваат двете страни, тие мора да бидат овластени за преговарање. И точно опишува во членовите како се стигнува до овластувањето за преговарање. Значи, вие кога седнувате, може дури и да не одлучат тие да биде Јаков
Јаким Неделков тој што ќе преговара, но имаат полномошно, тие се овластените за преговарање. Вака изгледа како мамка во која вие верувате дека со 12 одеднаш ќе ги импресионирате затоа што тука во приказната има и ДДВ, ќе платите превоз за тие што подалеку доаѓаат, дека ќе платите регрес за годишен одмор и дека тој пакет ќе им се допадне или не, а тој повторно ќе оди на некаква проценка. Па така беше ситуацијата, па истиот ден кога последно беше после одлуката за да даваме изјави во медиумите, председателот на СОНК кажа дека се согласивме. Утре ќе го разгледаме ова во Советот на СОНК, после тоа кој треба да одлучува и за мислењето на членовите кои се во СОНК. Ние мислевме дека ќе биде позитивна одлуката и сега не сакам да кажувам дека измамени од едната или од другата страна, пак јас целосно во овој процес имам доверба на тоа дека имавме една цел за подобри услови за наставниците кои работат во образовниот процес. Јас разбирам дека и покрај се, дури и вечерва, вие се трудите со ниту еден збор да не ја поминете таа линија во која предпоставам дека како некој што врши ваква функција и е свесен колку тоа партнерство со СОНК е важно, да не ја поминете линијата без оглед што сега дури и вечерва ќе трпите квалификации од мене дека можеби сте полошиот во приказната, наивниот и се останато што ќе ми падне на памет да ви додадам во оваа ситуација. Само се обидувам да испровоцираме до крај дали низ овој процес научивте доволно дека авторитетот на министер ќе мора да се користи на поинаков начин. Да, научив и се надевам дека овој процес и овој штрајк ќе биде последен во периодот кога јас ќе сум дел од ова министерство, заради тоа што и тема на дискусија беше многу чувствителна тема. Навистина се работеше за услови каде што сите ние знаеме дека придонесот што го има дајно наставниците и за мене и за вас и сите други се многу значаен фактор во процесот на образование. И од моментот кога сакав да пристапам во тие разговори, се борев за тоа и никогаш не е кажано дека нема да имат подобри услови. Заради тоа што од почеток, заради економската криза, можеби и можеше од едната страна да се кажува дека застануваме тука, имаме оваа ситуација, па вие можете да продолжите во тој или во друг ситуација би постапил веднаш со почитување на некои одредби од законот кои во конкретниот случај се испадна дека се задоцнети. Но искуството се добива од преговорите, па пак мислам дека ниту една страна не треба од овој процес да добива нешто или некој да изгуби нешто. Ние ќе треба да ги разгледаме нашите позиции, можеби и од страната на Министерството имаме одредени грешки во чекорите, но исто така имаме грешки и од страната на СОНК, зашто тоа внимателно што сакав овој процес беше периодот чувствителен, беше период кога заврши пандемијата, кога заврши тоа здравствена криза, кога конечно се вративме во физичко присуство на настава, кога после таа одлука што го донесов како министер за физичко присуство во настава после ковид, тука го имав првиот состанок со СОНК кој бара да се одложи почетокот на ова второ полугодие да беше со онлайн настава, не со физичко присуство, но испадна дека таа одлука беше позитивна одлука што и бројките не беа високи во образовниот процес. Во истиот Гранков синдикат, се обидов сега да ги проверам на страницата на СОНК, сите колективни договори, основно образование, средно образование, детска заштита и кај нив е култура. И само тој во култура е можеби попаметен, па сега се поучуваат дека можеби тоа е добриот пат и всушност со зголемувањето на минималната плата само оттаму нема никакви реакции, бидејќи синдикатот во култура во својот колективен договор има јасно напишано дека со секоја корекција на минималната плата таа се зема за основица и се множи со коефициентите. И тоа е толку многу чисто, ниту треба да се вознемируваат, ниту да преговараат. Секоја корекција на минималната плата, тоа го видовме сега и со последната исплата, која малку доцнеше, само требаше да ги преуреди сега, како се вели, новите примања и таму одат мазно работите. Многу ми навелат
Зошто прво овие велат 18,4, а вие тргнувате со 10, со 12, кој ќе се види колективниот договор на СОНК во основното и средното образование, таму не е ист моделот. Има еден прилично општ опис кој дава за право дека можете да преговарате за висината, и сега вие на тоа додавате дека ги гледаме низ овој процес и перспективите дека на крајот сепак ќе завршиме со почисти договори за следната година, кои веројатно ќе следат логиката на овој колективен договор од Министерството од Синдикатот за култура, каде што понатаму тоа веќе не може да биде предмет на расправа колку проценти, туку по автоматизам ќе се пресметуваат според коефициентите, а земајќи во предвид минималната плата за тековната година. Па се отворија неколку дискусии. Освен барањето прво усогласување со минималната плата и во заклучоците на влада и во делот на дискусии со СОНК, затоа јас мислев дека овој процес ќе биде вакаво процес на преговори позитивен за сите страни. Се отвори дискусија на влегување на таа методологија во делот на колективниот договор. И вториот или третиот состанок заедно со СОНК не беше во Министерството за финансии, каде од страната на Министерството за финансии ни се образложија моделите кои ги во овој момент кога зборуваме се разгледуваат од страната на Министерството за финансии, и тие модели ќе се зема предвид просечната плата, минималната плата, неколку комбинации што ќе биде подобра ситуација во наредниот период, кога секогаш ќе имаме промена на минималната плата, да немаме можност во таа минимална плата да влие исто како сега што сме во ситуацијата за повисоки плати. Простите само овде, колку е да речеме по кој пат да се тргне. Последната корекција, рековме дека овој колективен договор е од 2010 година, но 2019 е подпишана спогодбата, во која е фиксирана најниската плата во образованието на 14.756 денари. И има еден таму трет став, вели основната плата не може да биде пониска од објавената висина на минималната плата во бруто износ во Република Северна Македонија во тековната година. Тоа ја дава сега шансата за усогласување, но овие кои што сега се врзуваат за минималната плата на начин како ќе биде објавувана во тековната година, како да сваќаат дека е тоа подоброто сидро, бидејќи државата е повеќе расположена таа побрзо да ја подига, отколку да ги следат другите трендови да се врзуваат за други параметри или за друга корпа. И веројатно, еве овој од култура го покажува тоа, дека е можеби помазно и полесно да функционирате во такви околности. Па иако општиот колективен договор дава пакет за кој методологија за која си дадовте рок од 6 месеци да се договори. Во делот на тие дискусии што беа отворени, јас сакав дека имаме различни мислења во начинот на покачување на платата. Зошто? Јас го гледам многу важен и секторот на образование. Се отворија дискусии заради тоа што ние имаме ситуација кога треба да се вреднува или во наредниот колективен договор и во текот на ова продолжување на разговори со СОНК имаме можност да се вреднуваат и наставници во различни начини на мотивација на наставникот. Знаеме дека треба да се даде придонес на тоа да се постигнат што подобри резултати. Зашто многу работи се случија за брзо време и во дискусиите кои ние ќе треба да ги разгледаме, освен методологија за плата, ние ќе треба да го разгледаме во различни колективни договори, ако сте имале прилика во секторот образование, имат и таргети кои може да се постигнуваат и со одреден успех. Например, и ние треба да го разгледаме освен делот, затоа јас гледам дека во овој процес на разговори ние треба да отвориме и да продолжиме и други дискусии. Не завршува само делот на минимална плата. Да, ќе ги разгледаме сите во текот на помирување сите, но јас сакам и со освен основниот дел на платата, тоа што ја чини платата и во образованието може да биде попривлечно за стимулација, доколку успеете да испреговарате други аспекти. Ако некој ученик постигнува многу добри резултати, тој истовремено е подготвен од професорот, наставникот, да се најде начин како да се мотивира и наставникот и ученикот. Нешто друго да се најде начин на одредени, ако имаме можности во тоа,
во делот на што подобра и поефикасна настава во делот на основно и средно образование, да видиме кои други можности освен делот на основна или минимална Овде плата. правиме прва пауза за реклами. Министре, поминавме една полемика за законите, кој трчал, кој разбирал, кој не разбирал. Кој знаел и се ми се дека чини не знае. дека, еве сега се обидувам да се поправам, дека тоа е можеби најважниот ресурс кој што во рана возраст луѓето ги оставаат своите деца, тоа е првиот почеток на поделба на авторитетот во кој веќе мама и тато не се и доаѓа некој друг. Тој некој друг во животот на нашите деца не е обично одење во администрација, само ако пресметаме дека за некаков дрес код ви треба секако повеќе да бидете пристојни во наставниот процес, ви треба некој дело повеќе од колку што ви треба во јавна администрација, на наставничките им треба секако нешто повеќе за да тоа личи на нешто, се чувствуваат сите. Од тоа најбенигното станува јасно дека има малку повеќе обврски што треба да ги направиме кон нив, а оној друг дел за кој пишувате соопштение и велите да, тргнато е и се прави, во еден дел беше кредит од Светска банка, мислам дека околу 15 милиони евра, деловно за опрема на кабинетите за природни науки. За нив пишувате дека имате исклучително задоволство што тоа почнува да функционира. Во еден дел тој требаше да овозможи и оптимизација во образовниот процес, а тоа значи да ги проверите маркерите и дека мора да видите што ќе правите со училишта кои имаат 3 деца, држат исто така наставници, дека мора да постои мобилност, дека мора да ги префрлите тамо каде што имате повеќе училници, помалку деца и дека мора да направите нова мрежа, нова организација. Дали тоа ќе биде дел од преговорите со СОНК, како и вечното прашање на кои тие не би сакале да има поместување, а тоа е 8 часа работно време, од кои 7 би биле со децата. Вака сега, зашто јас и неколку наврати имам кажано дека образованието е процес кој ниту почнува, ниту завршува со денот на запишување во основно или дали со завршување на факултет. Во овој образовен процес сите имаме прилика да сме вклучени или како ученици, или како студенти, но исто така после некое време и родители, пак се враќаме на тоа дека е животен процес. Во делот на Светската банка, проектот започна претходната година, кој се однесува на основното образование, после донесување на концептот на основното образование, отколку што има неколку делови, по-конкретно ќе ги избројам, некои делови на тоа дека се однесуваат само на инфраструктура, што значи промена на инфраструктура за некои училишта, пристапност за деца, инвестиции во кабинети кои вчера ние реализиравме едно видео на 4 училишта во Скопје кои се завршени тие кабинети. Е добро што тие ученици и деца се од тие училишта кај тие кабинети се завршени со нивните професори, а истовремено и тие видеа се направени во времето на овој период доколку беше штрајкот. Освен овие инвестиции има исто така и во делот на поддршка за наставниците со неколку организирање што треба да се реализираат од страната на бирото со советниците од Светската банка, па така натака овие се многу важни делови. Но последниот дел од вашето прашање е и делот на оптимизација на мрежата на основни училишта која се однесува на разгледување и како ние постоечката состојба во ова разгледување што ние треба да го имаме на постоечката мрежа. Од страната на Светската банка една од поважните, затоа реков е многу важно секторот образование и многу важен образовниот процес, инвестираат во првиот дел од проектите кај што Светската банка инвестира, се однесува на инфраструктурни проекти кои кај во училишта што имаат капацитет исполнет до 70% од потребите или исполност на училиштата. Што значи дека и тоа со оптимизација моделот што е изработен
од страната на експертите, помогнат и од УНИЦЕФ и UNDP. Ние ќе го имаме готов за брзо време и во овие дискусии со СОНК јас го имам отворено и тоа дека ќе треба да разгледаме и понатака. Без разлика не кажуваме дека придобивките од секоја реформа која ќе се почне во дали во основно, средно и високо образование, ние не треба да очекуваме придобивки сега, веднаш. Јас ке освен... Може би помалку забораваме тогаш кога беше земен кредитот и дебатиран во целина, ако Министерството за образование се повлекува од некакви локации, од некакви училишта, затоа што за 2-3 ученика нема смисла да организирате настава, објектите нема да одат под клуч, во договор со локалната самоуправа ќе станат некакви ресурсни центри, можеби некаква друга функција ќе добијат, така да таа интеракција останува постојана со локалната средина и намена секако ќе им се најде. Но сега е важно дали во преговорите овој чекор ќе може да биде направен, затоа што кога ќе им кажете мобилност и вие сега утре од ова училиште одите во ова училиште, станува главно големиот отпор. Тоа е заради не одлука на министерот или на процесот, одлука на тоа дека како ни е реалната состојба. И тие 3 деца, ако се во едно друго училиште кај што има 10, 15, 20, може и подобро да се развиват во образовниот процес. Мислам дека затоа што образовниот процес има други аспекти, освен секој што сме вклучени во овој процес и во делот на мобилност, кога гледаме дека некогаш имат мобилност и надвор од државата за подобро искуство и во тоа мобилност за подобри услови и подобар квалитет, мислам дека ќе биде добродојден. Но затоа овие се конкретните придобивки во овие разговори кои пак ќе го повторувам, за многу брзо време се случија многу работи, но имав прилика и со СОНК да се отворат и овие дискусии. Закон за наставници и стручни соработници 10 месеци. Закочен во собранието, вие сте на потек, ќе го повлечете, доработувате, преговарате, ВМРО е тука прилично исклучив дека скоро ништо не чини во овој закон. Да поминеше овој закон, некои од проблемите за кои сега во претходниот дел разговаравме, ќе беа малку на поинаков начин третирани. Но само кратко од вас. Каква е судбината? Очекате на мускули да го протуркате или сепак ќе го повлечете? Јас и во неколку ситуации имам кажано дека целта на ова влада, почнувајќи 18, 19, 20 со повисоки плати во секторот образование, но истиот закон, позитивна работа ми беше тоа дека е предвидено повисоки плати за секторот образование. И во неколку ситуации кога сум имал прилика, овој закон е доставен во собраниска постапка претhodно, кога ако сега опозицијата сме во различни позиции од локална во централна власт, но делот на дискусија на законот се гледа како партиски вработувања, мислам дека сега сме во друга насока на реализација на тие како што ги нарекува опозицијата партиски вработување. Сакате да речете дека сега локална самоуправа е ВМРО, пак им се допаѓа тие партиски да вработуваат. До сега беше таа причина, но една од поважните и што сум побарал, овој закон кој е пред дискусија на комисија, може да се остави расправа во комисија, во неколку наврати имат кажано дека треба да се променат 2-3 членови, кога сум бил отворен да ги земам предвид тие забелешки, но никогаш не е вратен одговор или не имаат постигнато да помине дневниот ред за комисија за образование, што треба да помине овој закон во првата расправа. Па пак очекувам и овој закон сега заедно и со процесот, освен решавање на ова мирно решавање на делот на дискусија што го имаме со СОНК, јас ќе го разгледам како министер, пак ќе ги повикам и политичките партии и најголемата во опозиција да го разгледаме во министерството што можеме да се усогласиме со измените, ако се сега измени конкретни што треба да влегуваат со методологија и во делот на новиот колективен договор. Мислам дека не гледам причина ниту еден закон и не гледам причина образованието, и денеска го кажав на пратеничко прашање дека никогаш не треба за да се чека на пратеничко прашање за да се постави. Јас сум отворен како министер, очекувам сите пратеници и сите други да доаѓаат во министерството. Зошто?
Спомнавте претходно 10-тиот министер за 11 години во секторот образование, 11 години кога е еден председател на СОНГ. Но ако секој министер... И го избра, ќе биде уште, значи ќе смени уште министри. Ако секој министер променува со секоја година стратегија или донесува концепт, јас бев тој што го прифатив донесениот концепт, зашто не може да се вреднува еден концепт за 3 месеци или 2 месеци или 5 месеци без да помине една година на анализација на тој концепт, кога ќе треба да ги чекаме конкретните резултати од концептот што почна за основно образование и што се однесува во тоа што го поврза со годините. Никогаш во сектор и сега ќе побарам, но толку во ова брзо време се случија, освен што застана законот, почна генералниот штрајк. Ќе ги повикам сите страни, без разлика кој политички партии, да го гледаме, па да ги гледаме тие закони други, што може нешто, да имаме стратегија која ќе биде правна стратегија, ќе има правен основ, долгорочна стратегија, не стратегија како стратегија на влада. Зошто образованието ќе треба да го разгледаме сите како стратегија, да се усогласиме без разлика на промена на министер и во тоа дали со учебните програми, дали со делот на унапредување на наставниците, тие без разлика треба да ги разгледаме во таа стратегија како можеме да не и ќе побарам да се вклучат сите политички партии во таа стратегија. Слушам дека сега најавувате некаква нова стратегија на подолг рок, имате стратегија во 2025-та, го задржувам правото на реакција дека кога не знаете што да почнете да правите, прва голема што ви текнува е стратегија. Имате до 25-та, може би не треба да ги цртате толку далеко линиите, чуда се случуваат во образованието, дајте да видиме дали во оваа можете да се снајдете и какви темели ќе поставиме во некаква нова идеја. Предлагам уште една пауза за реклами, па во последниот блок сакам да ве прашам за обврските кои ги произведе оваа мало кратко време и што ќе значи тоа за новите рокови, особено за матурантите кои дел од термините веќе пропуштија во април.